Државниот надпревар по предприемаштво кој се одржа во Скопје на 23 ноември со Јана Сандански го освои второто место во конкуренција од 20 средношколски училишта. Надпреварот по предприемништво се одржува по четврти пат и овој пат се реализира со покровителство на ТТК банка. Учениците работевме на конкретен проблем зададен од страна на банката, а тоа беше промотивна стратегија за нов банкарски производ, дебитна картичка за млади. Бевме оценувани по критериумите квалитет на бизнис планот, иновативноста, односно креативноста на бизнис идејата, квалитетот на устната презентација, тимскиот дух и демонстрирањето од страна на тимот и одржливоста на бизнес идеја. Нашата понудена бизнес идеја беше креирање на собствена дебитна картичка, која што младите ќе дизајнираат по свој собствен вкус, бидејќи тргнавме од правилото за вкусот не се дискутира. Втората уникатност во нашата идеја беше наградувањето од страна на банката на секој потрошувач 1,7% од целокупните трансакции во земјите и во странство. И како наша неголема уникатност и квалитет кој што не донесе до второто место, беше оригиналната маркетинг стратегија, која се состоеше од поставување на рекламен материјал на македонските брендови кои се конзумирани од страна на младата популација, односно склучување на договор за рекламација на ТТК банка заедно со македонските брендови. Така нашата дебитна картичка за млади нуди можност, односно ја нуди услугата, а каде ли троши, нашите родители да бидат обавестени секогаш кога неговото дете врши било каква трансакција со SMS известување на неговиот мобилен телефон. И втората опција беше gift card, а тоа е можност која што се нуди во високо развиените земји, па зошто не е во Македонија, да понудиме gift card, каде што ќе можеме наместо студевните плишни мечиња да подариме за поклон за роден ден на некој наш близок, пријател или родник. Значи сите наградени ученици во проектот Вештини за вработување, кој имаше за цел да го поттикне претприемачкиот дух кај средношколците, за да ги искористат своите вештини, таленти и креативности. Исто така се здоби со право на учество на регионалниот виртуелен надпревар, кој што ќе се одржи во пролет помеѓу ученици од 10 регионални држави. Оваа награда, како и претходните, се мотив за наредни предизвици, а се надеваме и наредни победи, како и за нас, така и за генерациите после нас. Јас би се надоврзала на Александар, би кажала дека овој успех е навистина голем успех за нашето училиште, бидејќи надпреварот е така замислен и концепиран да 20 училишта избрани од Македонија веќе 4 години се ги измеруваат своите сили. Од овие 4 години нашето училиште 3 пати се враќа со награда. Првиот пат кога донесовме награда, концептот на изведување на надпреварот беше поинако замислен, така да во тимот кој што беше победник имавме наш ученик, а исто така донесовме и втора награда. Лани се смени начинот на изведување на надпреварот со тоа што секој училиште како тим настапуваше и го освоивме првото место, а ова година сме втори. Ниту едно училиште од тие 20 училишта, што веќе 4 години се надпреваруваме, ги нема забележено овие резултати.